Најголем дел од текстилните и кожарските компании немаат пари за покачување на платите на работниците, а подигањето на минималната плата за нив ќе биде можеби последниот низок удар од државата. Имено и покрај ветената државна помош, фирмите до неа не можат да дојдат. До сега пари од државата добиле само 10.000 од вкупно 70.000 работници чии плати се минимални. Знаете како, многу се евиденција, па поднесување, па варање, па сето тоа иако се вели дека е едноставно, меѓутоа многу компании дури не ни аплицираат затоа што помошта што треба да биде надокнадена во однос на тоа на работата која што треба да се заврши или процедурите не се адекватни. Според Законот за работниците кои до септември 2017 земаа плата пониска од 11.500 денари, државата требаше да обезбеди помеѓу 500 и 2.000 денари во првите 6 месеци. И покрај ова, помош за зголемување на платите добиле само 7.000 работници. Условот за да добијат помош е фирмите редовно да исплаќаат плати и придониси. Значи помошта треба во моментот на исплатите, затоа што во производството вие ако ги најдете парите после тоа, знаете како, некои компании викаат мене лично, на пример, исто ми е после дали ќе ми ги вратат или не, затоа што мене ми требаат во моментот кога треба да ја соберам плата. Ме разбирате, значи бенефициите треба да бидат на принцип на во моментот на исплатата, а не да ги обезбедиш парите па да ги чекаш, тоа е фактички повторно кредитирање на државата. Во меѓувреме, интересот цврсто ги прегрна владата и синдикатот, па првиот синдикалец на чевларите и текстилците излезе со изјава дека текстилците во Македонија се помалку платени од оние во Кина. Имав состанок со представници на Светската и Европската организација, каде што се изнесоа податоци дека минималната плата во Македонија е помала од онаа во Кина, каде што е 350 евра. Тврди Љупчо Радовски, идниот месец владата има намера повторно да ја усогласува минималната плата и дека таа според министерот Тевдовски ќе биде зголемена за околу 600 денари.